Здраво, Македонија! Започнуваме со листа за 300 квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, што значи може да си продолжиме понатаму како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам тековните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Оливер и Тони. Повелете. Дечките со 300 евро. Како сте, добро? Одлично се подготвуваме за патување. Да, готово. Убава темата, ете тамано слеживме што каде треба да одиме. Парите се тука. Денеска имаме шанс уште повеќе буџетот да го зголемиме и одлично. Некој веќе у пензија има време колку сака. Супер, одлично. Да не сакате да додадете нешто, не би ве дефокусирал, деконцентрирал повеќе? Да се пријават повеќе луѓе кандидати, Фала. ништо страшно, интересна дружба. Така е, гачи. Дојдени сме тука лабаво, пуштено, не е страшно. Баш. Се надевам барем. Ја таква перцепција имам. Така. Вие ќе си кажете на Атмосферата крај. е супер. Фала ти. Ако е тоа, ја не би ве деконцентрирал, како што реков повеќе, денеска во улога на домакини, што значи ваша домакинската кабина. Повеле. Благодариме. А секако, во нашето студио, тука си нивните предизвикувачи без кои секако не би можеле да продолжиме понатаму. А улогата на предизвикувачи денеска им припадна на Тони и Александар. Повелете. Александар, здраво. Браво. Тони, здраво. Можете понапрему да си дојдете слободно, да не паднеме од бината. Не е многу висок, ама сепак. Да. Како сте моци, дали сте добро? Добро. Да, возбудени трема нешто или тоа е она позитивна? Позитивна. Така. Позитивна. Нема што да се секирате. Мислам сега, нормално. Прв пат вие во квиз или сте биле? Прв пат. Супер. Баш ме радува што тука. Редовно гледаме, дојдовме да провериме колку Знаеме. За така баш ме радува сериозно. Да. Супер. Да не сакате да поздравите некај да живи, До здрави. сите што не гледаат и до сите што гледаат листа за 300. Фала ти и голем поздрав и од мене до сите, посебно до дечињето и до сопругата на Александар. Тони, Од Скопје, среќни оженет. и двајцата потенцирам да среќно жени, мора да кажеме, да кажеш да не биде сама. Поздрав до сопругата им до малата Керкишка. Супер. Колку години има Киркичката? 5. 5. Супер, пред некоја време имав ситуација, да Киркичката, викам колку години има А па 20, да викам, не ми се Киркичката, а па за татко секојаш малечка ќе биде, така. Дефинитивно. Сите што го гледаат квизот и сите што ме познаваат. Ги поздравам. Супер. Голем поздрав и од мене до истите, до сите оние кои го познавате Тони, кои што гледате листа за 300 во моментов. Дали сме подготвени за денеска? Подготвени. Нема да ве прашувам кои теми ви се омилени, зашто ќе откриеме многу работи на вашите противници, а не е тоа поентата на квизот. Само опуштено во продолжение, слушајте ги темите, доколку нешто не е јасно, да ме прашате. Добре. Почнуваме како предизвикувачи, баш ме интересира до каде ќе стигнеме. Што значи предизвикувачката кабина е ваша, повелете. Благодарам. Оливер и Тони, односно Тони и Александар, се во нашите надпреварувачки, односно нивните надпреварувачки кабини. А сега треба да ги проверим истите дали функционираат онака како што треба, нели? За да си немаме никакви проблеми. Во продолжение за таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, односно на Оливер и Тони. А Тони и Александар, дали се слушаме? Да, се слушаме. Одме подруго кога ќе седнете таму, така? Дека знаеш на што си, како си се заборава на целата на возбуда и тоа е тоа. Уште еднаш ќе повторам, ако имате некаков технички проблем, крчи не ме слушате прегласна е музиката, дајте ми знак, сугерирајте ми за да го решим истиот одма. И уште еднаш ќе повторам, што е за мене многу важно, ако нешто не е јасно да ме прашате. Да не направиме непотребна грешка. Тони Александар, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да видиме Оливер и Тони дали се слушаме. Се слушаме. Да, одлично. Да, домакини. Како по дома? Ми кажа во минатото издание дека таа кабина била побава. Таму дека подобро се седело на столчињата, дека подобар поглед имало. Со поглед на море, ова. Со поглед на море, така. И со клима. Ова тука е без клима. Така се чувствува. Домакини, може ли да продолжиме, да почнеме? Може. Фала ви. Ете, драги гледачи, домакините ми дадоа зелено светло да продолжиме понатаму, што значи кабините се во перфектна состојба. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Зборови
кои ја содржат само самогласката О. Извор официјалниот дигитален речник на македонскиот јазик. Бараме зборови кои од самогласките ја имаат само буквата О. Зборовите не смеат да содржат други самогласки и мора да имаат најмалку 4 букви. Не се признаваат членувани зборови. Буквата О може да биде било каде во зборот. Стандардно не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, на народи, кратенки и така натаму. Оливер и Тони, дали ни е јасна темата? Бараме зборчиња кои ја содржат само самогласката О, минимум 4 букви. Не е битно каде се наоѓа буквата и не е битно колку пати ја има во Дали во важи и за зборче. именки? Не, вака. Значи, уште еднаш ќе прочитам. Се признаваат сите зборови, освен лични географски имиња, имиња на народи, имиња на компании, кратенки и слично. Да. Дали ни е јасно? Има доста зборчиња, ќе ви стане јасно. Кога ќе фатите редот, све ќе ви се разјасни одма. Тони и Александар, дали ви е на вас јасно? И за вас ќе повторам. Бараме зборчиња кои ја содржат само самогласката О, минимум 4 букви. Не е важно каде во зборот се наоѓа буквата О или пак колку пати ја има. Но битно само таа самогласка, бидете внимателни. Јасно ли? Јасно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнувате ковните предизвикувачи, како што рековме, таа улога денес ќе им припадна на Тони и Александар. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Оливер и Тони. А Тони и Александар, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 3. 3. Започнуваме со 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 11. 11. 12. 12. 13. Срекна 13. 14. 14. Нека одговара 15. Нека одговара. 15. 15. 16. 16. Нека одговара тоа. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме. Имам ја тука забележано доста зборчиња кои што ја содржат само буквата или само самогласката О, од минимум 4 букви. Тони Александар, немаме многу полиња, 16, но многу пати до сега кога сум рекол немаме многу полиња, кој забелја некој лапсус кикс ке се случи и ме демантира веднаш. Се надевам дека нема тоа да се случи. Денес кајде 16 празни полиња, треба да ги исполниме со 16 зборчиња кои ја содржат само самогласката О. Кога ќе бидете подготвени? Започнете. Може. Око. Око. Минимум, да, уште една ќе ви прочитам, нормално е, нас иде прва. Бараме зборови кои од самогласките ја имаат само буквата О. Зборовите не смеат да содржат други самогласки, мора да имаат најмалку 4 букви. Не се признаваат членувани зборови. Буквата О може да биде било каде во зборот. Стандардно не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, имиња на компании, кратенки и слично. Не ви го зимаат еве жирито за зло. Првиот збор што го кажавте денеска, првиот одговор. Па да продолжиме, ајде. Внимателно сам. Од 4 натаму. 4. Имате зборчи, ајде. Само треба сега да почнете, да го фатите редот. Скроп. Скроб. Може ти повеќе од 4, значи 4, 5, 6 букви и така натаму. Блокирање на Скроп е прв точен одговор. Прозор. Прозор. Така е. Прост. Прост. Така е. Просо. Просо. Јадеш просо, Александр?
Багала од гора, да. Не, ја кажа жена ми кога ми каже купив просо. Зошто? Кој стан во супа. Добро, не се слагат. Тоа е тоа. Собор. Собор. Така е. Сомот. Сомот. Точно. Градови не сме, така? Не сме. Ограничува што само самогласката и сега треба да пазиме да нема и друга самогласка, тоа е проблемот. Проверка. Отиде. Отиде. Проверка самите си знае одма од моментот кога го кажа. Проверка, за жал го има, ја има буквата Е. Тука ги кажавме скроп, прозор, прост, просо, собор и сомот. За жал последното зборче кој што го кажавме, ја има и буквата Е и не можеме да го признаеме. Што значи првиот поен? Оди кај вашите противници, но Тони Александар. Ништо не е готово. Нормално е, прв пат ви е во листа за 300, Да. малце се блокира мозокот во оваа ситуација, разбирам. Сигурно дома многу полесно ќе одеше се. Тука притисокот си го прави своето, опуштено само во продолжение. Храбро, не се плачете да надавате и да играте. Тоа е листа за 300, може да се случи тема што повеќе не лежи, тема што помалце не лежи, па имаме ситуација на надмудрување на нашите противници, може и тоа да се случи. Вашите колеги од спротива, минатото издание не одговара се до оној момент кога требаше парите да ми ги земат и ми ги земаа на крај, ги чуваа зборовите, па верувам таква ќе биде ситуацијата и денеска, но ништо не е готово. Имаме уште една лицитација, внимателно во продолжение и само храбро. Но пред да продолжиме понатаму, јас да ги прочитам оние зборови кои што ја содржат само гласката О. Тука ги имаме брдо, брод, број, водовод, потоа водоскок, восок, голо, гордо, готово, па грдо, гроб, грог, грозд, додо, дроп, дрон, жолто, жолток, жолч, зоолог, па кокос, кокс, колк, коло, коловос, колос, компост, комфор, моно се изминува, мозок, мокно, се изгубив и јас веќе. Мозокот ми се изгуби одговорно, односно, оков, остро, поло, помош и така натаму. Ги има многу зборчиња, но пак ќе кажам, многу е поразлично кога ќе седнете тука во нашите надпреварувачки кабини и кога сите очи нели се вперени во вас и кога имате шанса на само еден одговор и тоа треба да биде точен, во спротивно го губите поенот. Кога немаме оној луксус кога си седиме дома пред телевизор и се двумиме помеѓу 2-3 збора, па викаме ако не, овој тоа ќе овој го гледаме одговор, викаме знаев, тука не можеме тоа да го правиме. За жал ете мал кикс, неискуството си го направи тоа што си го направи и првиот поен оди кај Оливер и Тони, а Тони Александар ќе си има шанса за поправен при втората лицитација. Па затоа да не им го одземам повеќе времето, честитки Оливер и Тони, внимателно во продолжение. Тони Александар, ништо не е страшно, внимателни за вас во продолжение. Се може за миг да се промени, а се може да се промени преку второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи: неевропски држави кои целосно се наоѓаат на северната хемисфера. Или хемисфера, како сакате. Бараме имиња на признати неевропски држави кои територијално се наоѓаат на северната хемисфера, односно северно од екваторот. Значи, ги прифаќаме сите држави освен државите кои целосно географски и припаѓаат на Европа. Оние кои лежат на два континенти или географски се во Азија, можете да ги кажувате. Вака сега морам да објаснам дека политички некои се водат во Европа, но географски се наоѓаат во Азија. Секако тие земји можете да ги кажувате. Како да речеме, да, европска земја
Ајде ќе ја кажам слободно како Русија да речеме. Бараме европски земји? Како неевропски. Неевропски. Неевропски земји, да, кои што се наоѓаат над екваторот. Фактички ќе му дојде. Јасна ни е темата Оливер и Тони? Да. Очигледно Тони Александар, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер, значи одиме со оние земји кои што се наоѓаат над екваторот. Знаете дека при второто надавање, односно втората лицитација, први започнуваат со лицитирање тековните предизвикувачи денеска, односно оние кои што имаат резултатска негатива денеска. По првата одиграна игра во таква ситуација се Тони и Александар. Пред да почнеме да надаваме, можам слободно да им кажам на моите надпреварувачи дека на оваа листа тука има повеќе од 100 држави. Тони и Александар, прво да исклучиме кабината на домаќините, а Тони и Александар кога ќе имаме понуда, да чуем. 5. 5. Стартуваме со 5. 10. 10. 10. 13. 13. 14. 14. 16. 16. 17. 17. 20. 20. 1. 21. 21. 22. 22. 23. 23. Дека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме Александар овој пат дали ќе се исплати стратегијата, тактиката. Имаме 23 празни полиња Оливер и Тони. Бараме 23 имиња на неевропски држави кои целосно се наоѓаат на семерната хемисфера или како што рековме над екваторот. Кога ќе бидете расположени за одговарање? Поставувам Соединетите Американски држави се сметаат како една. Одиме нормално, барем би по моја некоја нели логика. Така е, прв точен одговор. Канада. Канада. Така е. Куба. Како не мора да Куба е... Добра е. Монголија. Монголија. Кина. Така е. Кина. Кина. Виетнам. Така е. Виетнам. Северна. Виетнам. Запад. Точно. Јапонија. Јапонија. Така е. Северна Кореја. Северна Кореја. И Кореја. Така е. Јужна Кореја. Јужна Кореја. Виетнам. Така е. Виетнам. Виетнам. Пакистан. Виетнам, кажам ве Виетнам. Да, заборив, јас се замислам. добро. Да, го кажавме на почетокот. Индија. 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 Така е. Пакистан. Иран, Ирак. Пакистан. Ирак. Ирак. Со К. Со К. Иран со Н. Како се пише преводно? Ирак или Иран? Без Н. Без К. Ирак за Иран, рековме така е точен одговор. Афганистан. Афганистан. Пакистан. Така е. Киргистан. Киргистан. Сечува. Така е. Таџикистан. Таџикистан. Така е. Мексико. Мексико. Така е. Како не, Куба. Тука е. Куба. Куба, Јапонија. Куба. Куба. Куба, Јапонија. Така е. Кажуваме. Сингапур. Сингапур. Сингапур, точен одговор. Непал. Непал. Така е. Филипини. Филипини. Уште колку има? Така е. Уште 3. Лаос. Лаос. Така е. Бангладеш. Бангладеш.
И Бангладеш е точен, кој ќе биде последниот? Последната неевропска држава. Уствари, така, да, по северна хемисфера. Имате време, немојте да брзате, размислете си убаво да не на последното да не направиме грешка. Како едни ваши претходници, која буквално на последниот одговор кажа Северна Кореја и тоа беше погрешен одговор. Баш ми е жал. Држава е? Малдиви. Малдиви. Многу сум добар. Погоре се. Улака. А не смеш европски. Не. Стана збор за мала држава. Но ете, јас успеав да најдам. 23-ти точен одговор за Оливер и Тони. Зашто почнавте да сомневате во тоа што го кажа? Не. Ко баравме Сешели беа Кај подоле, линијата, Малдиви. кај екваторот. Да. Точно. 23 точни имиња на неевропски држави кои што целосно се наоѓаат во северната хемисфера или над екваторот, како што рековме, одлично одигран Оливер и Тони. Тони Александар, може би требаше малце повеќе да надаваме. Ете, ова е тоа неискуството, но знам дека наредниот пат кога ќе дојдете во листа за 300 многу ќе ви бидат поесни работите. Сум сведочел на такви работи и се остваруваат после тоа луѓето кои што ќе дојдат остваруваат супер резултати и се заминуваат со пари. Имаме тука една сугестија пред сите, што ќе ја кажам. Значи само похрабро во продолжение. Може би малце повеќе да надававме без страв дали ќе ни дадат да одговараме и нема да знаеме. Може би поразличен ќе беше сега резултатот, но тоа е што е. Може би малце ме пресече таа првата игра, малце падна моралот, концентрацијата. Но вратите на листа за 300 ви се секогаш отворени, ова не е вашиот целосен потенцијал. Затоа сакам повторно да се пријавите и повторно да се видиме и тоа, ако можеме да го направиме уште пред крајот на оваа сезона би било супер. Тони Александар, чести задоволство ми беше, пак ќе кажам, многу ми е криво што немавте шанса да го покажете вашето знаење онака како што треба, но се надевам во некоја следна прилика. До тогаш, чао. Чао. Оливер и Тони, одлично одиграно. Ги набројавме сите оние неевропски, мислам, што ги побарувавме, 23 неевропски држави што се наоѓаат во северната хемисфера. И пред да ве повикам тука да ми се придружите на главната сцена, да ве сочиме повторно со нашата тема од нашата листа, да ги прочитам државите кои што не успеавме да ги спомнеме. Вака, ќе кажам бројка, па дел од нив ќе прочитам. Во Америка континентот се наоѓаат 25 држави, тука се Антигви, Барбуда, Барбадос, Бахами, Белизе, Венецуела, Гвајана, Гватемала, Гренада, Доминика, Ел Салвадор, Јамајка, потоа Никарагва, Панама и така натаму, да не ги набројувам сите 25. Во Африка 29 земји се наоѓаат во северната хемисфера, меѓу нив се Алжир, Бенин, брегот на слоновата коса, Буркина Фасо, Гамбија, Гана, Гвинеја, Египет, Екваторијална Гвинеја, Етиопија, Јужен Судан, Мавританија, Мали, Мароко, Централна Африканска република, Чад, Џибути и така натаму. И тука имаме Азија со 45 држави кои што се наоѓаат во северната хемисфера. Тука се Авганистан, Азербејџан, Бангладеш, Бахрейн, Брунеј, Бутан, Виетнам, Грузија, Арменија, Израел, Индија, Ирак или Иран, што не знаеме како правилно се пишува, Кина, Кипар, Тајланд, Таџикистан, Туркменистан ги кажавме, Шри Ланка, Лаос, Малезија, Обединетите Арапски Емирати и така натаму. И тука имаме уште 3 држави во океанија, тоа се Маршалски острови, Микронезија, Палау. И така натаму не набавав повеќе од 100 се, како што реков, држави кои што се наоѓаат во северната хемисфера. 23 ги слушнавте од нашите надпреварувачи, уште некоја и од мене. А сега, време да ги повикам Оливер и Тони, да ми се придружат тука на главната сцена, да ги сочиме со листата, со темата од нашата листа и да видиме каков ќе биде финансискиот резултат на крајот од денешното издание на нашиот квиз. Чисто да не заборавиме. Минатото издание успеа да си заминат со 300 евра, па сега, нели, притисокот е целиот врзнив. Сите очекуваме дека повторно ќе освојат некоја голема сума. Па ќе видиме дали ќе биде така. Зато станете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Оливер и Тони ми се придружија тука на главната сцена.
повторно ќе имаат шанса да си освојат убава парична награда, чисто за подсетување. Зато и стојат вака гордо и без гајле тука. Минатиот пат за сите оние кои што не го гледа изданието на листа за 300. Оливер и Тони по една убава изиграна партија каде што ги наместија нивните противници да одговараат на двете лицитации, се најдоа тука на главната сцена со мене. Темата им беше најатрактивни светски дестинации туристички. Секако успеа да ги кажат 15, не можам слободно да кажам, најатрактивни дестинации и секако тоа за нив се значеше и 300 евра. Денеска имаме повторно интересна тема. Супер ви одеше минатиот пат со градовите, со патувањето, сега ќе имаме повторно градови, но не се со туризам поврзани, со нешто друго. Мислам дека оваа тема убаво ќе ви легне, но да не ви спорам претрага, нели? За жал, Оливер и Тони, пред да продолжиме понатаму и да ви ја кажам темата, мора да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. На вас веќе добро познато, така да не знам што ве замара, може само да кажам 15-300 евра и тоа е тоа. Но, за гледачите. Еве нашата листа која е составена од 15 празни полиња, кои што сега кога ги исполниме со точни одговори, ќе се заминеме со колку пари? 300 евра. Така е, со 300 евра. Во меѓувреме, за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 и за 15 точни одговори, како рековме Тони? 300. 300 евра, така е. 300. Непознато, убаво ќе беше по 300, нели, за секој да беше, но мора да ви измачиме малку. Добре. Да. Сепак, брат, во Македонија е квизов. Така е. Дали сме подготвени за темата? Реков минатиот пат одговаравте на најатрактивни туристички градови, нели, дестинации што се за 2023 година. Успеавме да ги освоиме сите парични средства. И сега, како што реков, повторно бараме градови. Но не се поврзани со туризам, туку со нешто што беше втората или првата најважна работа во светот. Фудбал, така е. Ето затоа слушајте и вие добро, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема градови каде се играло финале на светско фудбалско првенство. Бараме имиња на градови од целиот свет во кои се играло некое финале на светското фудбалско првенство, почнувајќи од 1930 година па се до последното во 2020 година. Доколку некој град бил 2 пати домаќин на финале, тој град можете да го кажете секако само еднаш. Дали не е јасна темата? Јасно. Уште еднаш ќе ви повторам, градови каде се играло финале на светско фудбалско првенство. Како стоиме со фудбал? Гледаме фудбал, пратиме, не сме некои фанови толку големи. Пратиме последнава година поатрактивните тимови. Така, како мене, јас сум 4-5 лиги, така, по минатите години доста повеќе. доста повеќе. Ајде да се надеваме дека сега ќе не послужи, нели, сеќавањето, меморијата и дека ќе кажеме пак 15. Зошто да не? Така, да. Кога ќе бидете подготвени, без брзање. Значи не брзаме, Каде што биле Започнем. светските... да, кај што се одиграло светско финале на светско првенство, фудбал. Така. Да. Берлин? Одиме со Берлин. Ја на сите мои надпреварувачи што им кажам, за првите 3 не е толку страшни да промашиш, немаш пари што да изгубиш. Так, да. Но па влијае на моралот сега. Добар морал бусте кога ќе погодиш, нели, од прва така. Да. Па погоди човекот, пишете му. Берлин, така. Рим? Рим. Иначе во Рим, чисто за информација, 2 пати до сега се играло финале на светско првенство, што го прави Рим да биде точен одговор само една за жал. Мадрид. Мадрид. Дали знаеш во Мадрид кој игра финале на светско првенство? Дали ти текнува? Сега вака ќе те прашам. Не ми текнува. Зашто и мене не ми текна, не сум многу јак. Кога станува збор тема фудбал, па викам ајде ако можеме нешто заедно вака да изграбам од тебе знаење. Супер. Но си знаеш доволно тоа дека Мадрид бил домаќин на финале на светско фудбалско првенство, што значи 50 евра се ваши. Честитки. Лондон? Лондон. Во Лондон. Оф, добре, јуш за момент си видам како нели они се како играат полемка на фудбалот. Да. Барем кога става збор за Европа, викам не, дека нема Лондон.
Така е, Лондон точен одговор. Четврти, уште два не треба за да стигнеме до не 100 евра. A Rio de Janeiro? Рио де Жанеиро. Познат го Рио, нели? Два пати до сега во Рио си има играно финале на светско фудбалско првенство, што значи Рио де Жанеиро е пети точен одговор. Но мене ако ме прашувате, искрено да ви кажам, ако више ми се даде шанса да одам во Рио де Жанеиро, не би одел на финале фудбал, не би одел воопшто на утакмица фудбал, би одел на карнавал. Да, моци, весело да си поминаме. И ова оди? Све оди. Da, Се одиш за не се кираш. Рио де Жанеиро, пети точен одговор. Кој не е за 100 евра сега? Paris. Париз. Уште еден град каде што два пати до сега си играло светско првенство. Дали ви текнува финале на светско? Дали ви текнува во Париз што си има или која година беше последно? Не, И мене не ви текнува. не би текно стварно. Речем, можете да ми помогнете со нека информација. Да се направам паметен, вака, што правиме? Вака ќе чекаме од нив за 100 евра. 98 и 38. Уште на самите почетоци 1938 се играло светско првенство во Париз, тоа ќе му дојде второто или третото, ако 31, 34, 38. Така му доаѓа, да. И 98 Париз, точен одговор за 100 евра. Дале, да. Честитки. Дале, да ми се кажа, уште 30, 150. Ајде, не. Шибе, уште 350. Ајде, можете, можете. Кој ти кажа? Барселона, тоа беше Олимпијада. Да, пазете. Има вака ќе кажем, има градови во Африка, има исто Јужна Америка. Има и во Уругвај, ама... Да текне кажи градот. Ама, дали... Има нов град во Катар, кој што за прв пат си играше. Ма кажи како е Токио или Тегали? Не, не кажете. Не. Значи Олимпијада. Еј, Да не ги мешате со овак. да, сега се европски, светски, се Мал хаос во мозот. Да. Има Размислете, имаме време. Има уште, само што Германија има нешто. Има исто и на БП му почнуваат, као Берлин, ама не е Берлин. Да. Има да. Ќе сгрешам нешто. Кажи. Ќе сгрешам. Не, кажи ми. Кажи ми. Кажи, ја ве слушам, кој мислиш, помеѓу кој се двомиш? За Милано, Барселона, значи Јако. Михен терористички. А Москва? А Москва? Е, тој проаѓа. Да. Добре, ви имате два, еве, последниве два што ги кажавте. Кој уште еден ви фали? Затоа бараме три, затоа дали да... Готово. Иначе ќе ви кажам за први, да тие што ги кажавте, не ги помислувате. Буенос Ајрес, ако сакаш Да. Аргентина да кажам. Да. И ќе мислим уште ќе. Ајде идеме со Москва. Москва. Знаете која година си играше во Москва? Одамна беше. Одамна. Пред 20. Москва, еве прашам дека мене ништо не ми текнува, но среќа си го имам мојот супер тим кој што секогаш ми излегува во пресрет од 2018 година, си играло во Москва. Не ме гледате така, значи точен одговор, ќе ми кажам година, готово. Сочи беше скијал. Буенос Ајрес. Буенос Ајрес, Аргентина. Кажи го градот. Уште една фудбалска нација. Во 1978 година, зашто мислам дека порано си играло, мислам поблиску до нас. Да, најверојатно ја речем викат најверојатно сум останал, па затоа ми се гледа да буде поблиску. Во 1978 година Буенос Ајрес е домаќин на финалето на светското фудбалско првенство, што значи е точен одговор. И за 150 евра кого? Или Токио, или... Не, Токио или Пекин. Не прескал убаво си кажавте, спомнавте еден град. Не. Не, Олимпијада. Се задолжи Олимпијада. Токио. Или
Олимпијада беше и тоа. Во Европа. Чекай да... Берлин. Спомнавте една неубава случка во врска со тој град. Ја на тоа се присетив. Не, во Италија, кој го спомниш? Каде имало нешто? У Минхен. Минхен. Ми кажуваш или ме прашуваш? Кажувам, одговор. Со терористичката, значи Олимпијада ли е светско? Ја ќе ти го земам, ќе видиме. Више, па немам време за чекање. Нема време за чекање, ќе го провериме. Минхен. Не, лутна. Чекајте да видиме. Минхен, за жалите, никои се сеќаваат по она неубава случка. Ама таа, мислам, ако не се лажам, тоа на Олимпијада беше во Минхен, кога се случува, кога Така, на влегуваат Олимпијада, терористи, да, на кога го Олимпијада. напаѓаат израелскиот На тим, Олимпијада, убиваат многу луѓе за жал и така натаму, па ми престрелка и нема права, сите може да ги Ама тоа е проверат од овие информации. Тоа е од Олимпијада, но за ваша среќа, без такви немили настани, исто така се игра и финале на светско фудбалско првенство, што значи Минхен е 9-ти точен одговор за 150 евра за Оливер и Тони. Се размислете убаво што правите понатаму. Готово, продадено. Готово продадено? Има туку уште Освоено. Има, но Зашто не ви тикнува? освоено. Европското првенство, атлетиките, Дали ви тикнува? олимпијадите Каде и се игра првото светско првенство? Дали Каде беше? е Имаше Уругвај? серија, ако не се лажам, една од нашите соседи од Србија кои што ја правеа. Уругвај, Не. Градот како се каже? Монтевидео. Кој те видео, Монтевидео, Колку се мислам за тоа, ама тоа го кажав, ама храброста не ми беше. Да, штета. Покрај Монтевидео, тука ги имам на мојот список и Стокхолм, Сантијаго де Чиле, потоа, се извинувам, Мексико Сити, кој што два пати е домаќин исто, Мексико, ама не Лусейл. Мексико. Тоа е нов град, каде што се играше последното првенство во 2022 година и се наоѓа во Катар, буквално да не речем изграден за тие потреби. Лос Анџелес, го признававме како Лос Анџелес, односно се играше во помало населено место наречено Пасадена, кој што е во близина на Лос Анџелес, но нормално ќе го прифатевме Лос Анџелес како точен одговор. Тука ги имаме исто така и Берн, каде имам наистина Да, буква во Берн, Швейцарија. ги имаме Јокохама, Јоханесбург, и тие што ги кажавме останатите, се вкупно се 18 градови домаќини на светски фудбалски првенства. Тука некаде сега. Доаѓаме до самиот крај, но да ве прашам, спремни ли сте за наредното издание на нашиот квиз? Спремни. Спремни? Спремни. Ќе имате нови предизвикувачи, што значи ќе треба и нив да ги ликвидирате за да стигнете повторно до оваа точка. Дали се спремат на некој посебен начин, Оливер и Тони? Дома или Релаксирање. релаксирање? А како се релаксирате најубаво? Чисто ова барам совет и ја да видам како да се релаксирам. Си го пушташ мозокот на На пасење. пасење. Да, ја кај мене спортувањето ми е во последно Колку да- време место, мислам, како вежба за релаксација. Така. Пробам да спијам на мозокот 300 на сат и работи, се будам од спиење, не сум под стрес, не се игра, не сум толку стресен. Толку чисто не можам попладне да легнам да одморам. Па не можев, може ли така да се поправам? Сега е напнато, Сега така. веќе е напнато, Обврски е. да. Можам во секој момент и сега да заспиам, ако сакате, сега ќе ви демонстрирам. Така. Тука. Оливер и Тони, супер надпреварувачи. Повторни денес успеавте да си заминете со 150 евра, да си ги освоите, што значи се вкупната сума до сега во овие две ваши учества е 450 евра. Со ова темпо, ако ги фатиме сите оние 5 учества во листа за 300, можеме да си освоиме и убава сума која што нели супер ќе се рефлектира на нашето секојдневие, нема да се збогатиме, но убава финансиски инекција, нели? За на одмор, за патување. Таков е периодот. Јас уште еднаш, драги гледачи, ќе ги прочитам сите оние градови каде се играло финале на светско фудбалско првенство, 18 се само на број, па не е лошо нели сите да ги прочитаме, чисто за да знаеме за наредниот пат. Тука се Берлин, Берн, Буенос Ајрес, Јокохама, Јоханесбург, Лондон, Лос Анџелес, Лусейл, Мадрид, Мексико Сити, Минхен, Монтевидео, Москва, Париз, Рим, Рио де Жанеиро, Сантијаго де Чиле и Стокхолм. Со ова, драги гледачи,
Дојдовме до самиот крај на денешното издание. За сите оние кои што сега го вклучуваат телевизорот да видат за што има на телевизија Сител, само да ви кажам дека Оливер и Тони денеска се заминуваат со парична награда од 150 евра или севкупно освоја во листа за 300 досега парична награда од 450 евра. Многу ме интересира како ќе поминат во наредното издание на нашиот квиз. Па затоа, останете со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на листа за 300. Никако немојте да заборавите. Ве сага Марко и ве сага телевизија Сител. Чао!